1983. Често се вели дека културата, образованието, науката представуваат столбови на општеството, но во оваа прилика, а посебно последниве години, ни покажа дека треба заеднички да го потенцираме големото значење на здравствената дејност за сите нас, за целиот свет. Тоа ни го потврдува и големата мисла на Черчил. Здравите граѓани се најголемото богатство што секоја земја може да го има. Во името на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци Струга изразувам огромна почит и благодарност за укажаната чест и доверба на доктор Климент Матовски да ја отворам оваа презентација. Во името на Националната установа ви посакувам добро здравје и уште многу успеси во иднина. Ви благодарам. Добар ден и добра вечер. Од името на најавната национална установа, Браќа Миладиновци Струга, ве поздравувам и ви посакувам топло добре дојде. За почеток го поканувам авторот и организатор на овој свечен собир и настан, доктор Климент Матовски, да направи вовед во истите. Почитуван докторе, повелете. Добар ден, добро вечер, како да е, само да сте ми добро дојдени, на сите ви благодарам на честа што ми дојдовте. Малку е невообичаено за моја возраст вакви собири, меѓутоа, ете, некако смогнавме снаги и јас многу ви благодарам. Благодарам од срце, многу ве сакам сите, најмногу на свет. Сега ќе ми дозволите малку да прочитам оти старачка малку работа ми работи и да... Инаку во овој дом, во овој храм на културата и културното живеење за нас сите, во оваа прекрасна сала имав многу пригоди за среќа, пригоди за гордост, пригоди да кажам ти благодарам Господе, со Твоја помош, а еве денеска и настарос уште еднаш. Ќе споменам само неколку од многуте тие пригоди. Заради моје силно залагање, таму каде што тоа беше неопходно, а во својство на генерален секретар на еден од најголемите и најмасовни, најуспешни југословенски педијатриски конгреси, што се одржа токму овде во оваа прекрасна сала, на која учествуваа преку 700 доктори и педијатри од цела Југославија и од странство, значи и тогаш пред многу години. Дали тогаш имав повеќе или сега имам повеќе трема, тоа стварно не можам да знам. Исто така, со целосна лична организација на мојот целоживотен другар, пријател, колега, долгогодишен раководител и директор, сега за жал покојниот примариус доктор Јонче Ковачевски, на кого длабоко му се поклонувам за се она што направи за струшкото и за македонското здравство. Исто така, значи, се одржа и првиот југословенски конгрес на здравствените домови на Југославија. Тогаш учествуваа преку 1000 доктори од целата земја, овде во овој дом. Тогаш имав чест за прв пат во мојата кариера да настапам со свој личен труд, а беше во далечната 1972 година, па вие рачунајте, тоа е половина век. Се случи уште еден наш педијатриски конгрес и неколку други најголеми стручни собери токму овде, на кој имав, да се пофалам, сериозно учество. Се случија и 2 промоции на мои книги. Во јуни 2012 година ја промовирав мојата монографија Капиталното дело, кој е мал дел, носам една останата книга од тоа, кој е мал дел извадок од ова што денес ќе ви го покажам, кој се вика Проект Струга 83, што сакам еве денеска да мало од тоа нешто
кажам на најможен краток начин. Тоа е монографијата "Аспекти кон растот и развојот и општрата здравствена состојба на децата од Струга и Струшко" за период од 1983 до 2006 година, практично кога и заминав во пензија. Мислев дека ќе одмарам, ама не испадна баш така. Во јуни 2018 година имав чест и задоволство да ги промовирам моите, исто во оваа сала овде, 2 книги "Кажувања на еден дедо доктор" и втората "Како пораснав и остарев во Црвениот крст на Македонија". Заедно со мојата сопруга, во рамките на реномираниот ансамбл на распеани стружани, овде имавме неброено многу настапи на оваа бина и убави мигови. Но чинам дека денеска се чувствувам некако многу поинаку. Постар сум се го чувствувам срцевиот ритам, сега собствениот, не на мои пациенти. Малку отежнато и дишам, многу сум растреперен и возбуден и среќен и горд и благодарен на Бога, но и на вас сите. Им благодарам и на децата, на илјадниците деца за кои се грижев, или барем пробував да се грижам. Им благодарам на нивните родители, многумина од нив ми се уште лути, бидејќи често ги карав, но сите знаат и знаете дека на децата им го посветив и животот и кариерата, а тие сите тие пак ми го возможија овој ден денешен, овој за мене и моите најблиски величествен празник. Овој ден треба да означи некакво животно заокружување на мојата докторска кариера. Дар од Бога е што токму оваа година, кога веќе го чувствувам товарот на годините, да се совпаде со огромниот јубилеј 40 години од стартот на овој мој научно-истражувачки проект, кој се случи во јануари 1983 година. Значи, славиме 40 годишен јубилеј. Таков јубилеј дури и за помали и помалку важни нешта во животот значи многу. Може би затоа денеска имам многу трема, ми навираат многу чувства и безброј присетувања на годините што изминале, читниш како за еден миг, а бројат токму една половина од мојот цел живот. Што е одлика на животот на сите мои колеги, па и мојот? Одлика е што припаѓав многу повеќе на други, практично туѓи деца, отколку на моите деца. А кога ја осознав оваа вистина? Беше тоа мигот кога мојата постара ќерка Татјана се мажеше. Бев зачуден, бев затекнат, бескрајно среќен, но и премногу тажен поради многу пропуштени, незабележани, неискористени колку што треба нешта во семејното мое живење, особено со сопругата и децата. Како? Кога пораснаа моите деца? Се прашував тогаш, се прашувам често, се прашувам и сега. Се присетувам при тоа на една болна вистина што се однесува на нас лекарите и другите здравствени работници. Лекарот е налик на запалена восочна свеќа. Гори, ја осветлува околината, од миг во миг се топи, се намалува, догорува, до само исчезнување за во еден миг, само во еден миг, со слаб трепет, последен трепет на слабото пламенче, да се случи крај. Се гасне, договорува, исчезнала, се потрошила во сочната свеќа, а крајот го означува со само малку чад, кој се губи за секогаш во просторот. И крај. Сега, ако тоа, макар и најмало светло пламенче што згаснало за секогаш,
успеал сепак да остави, макар и најмала трага во сеќавањата на тие на кои им ја осветлувало околината, тогаш тоа светло, колку што тоа што светло трае, онолку колку што ќе траат и сеќавањата на него меѓу тие на кои што им го осветлувало патот. Ете затоа јас честопати повторувам една моја мисла. Ако сите мои заложби помогнале да се спаси само еден детски живот или да се подобри квалитетот на живењето само на едно дете, тогаш вредело, сум ја постигнал мојата животна цел, мојата мисија како лекар. Должам изрази на благодарност на сите што ми помогнаа. Ќе спомнам малкумина, оние кои цело време ме поддржуваа. Се поклонувам и заблагодарам на медицинските сестри, започнав со Виолета Летка Дурацовска, многу одамна, Елена Колоска, Лубица Карсовска и други. Бев многу млад доктор и понесен од идејата да нешто направам за нашите деца, за нашето општество, конечно. Се обидов и отворив некаква демонстрациона кујна, која ја отворивме заедно со сестрата Цвета Шапеска, која што единствено беше специализирана за таква работа меѓу многобројните медицински сестри во мојот центар. Потоа се створи советувалиштето ЗД-Замав со Билјана Ѓореска, на која се организирањето на тимовите и се вклучуваа повеќе сестри, сестра Божана Тодоровска, Сонја Кочовска, Сабика Ерула, Тереса Сервиновска и други. Тимовите покрај мене ги водеа колегите доктор Владо Доброводски, на кого доживотно му сум благодарен и длабоко му се поклонувам и му посакувам да биде сместен во рајот меѓу праведниците каде што и припаѓа. Докторка Божана Велковска, докторка Лилјана Лазаровска и повремено други колеги, Полина Шталкоса и така натаму. Вечерва ми направи огромна чест, задоволство да биде на местото од покојниот Владо Доброводски, неговата почитувана, мене многу сакана и драга колешка Николина. Јас посебно и благодарам што се одзва на мојата покана. Должам голема благодарност и на сите, а не беа малкумина, што не ми веруваа. Некои дури ми се подбиваа, понекогаш ми ставаа и сопки, понекогаш паѓав, ама верувајте, секогаш станував посилен. Се спротиставува кога отворено, кога задгрб, почесто задгрб. Им благодарам и на нив, бидејќи со таквиот свој став само ме мотивираа уште повеќе да истраам и да им докажам дека можам. Накрај ве поздравувам сите што денеска ми направивте чест и ми ја зголемивте среќата онолку пати колку што ве има овде. Сепак сакам да нагласам дека ништо од ова денес, ништо од мојата кариера немаше да го има текот што го имаше, ако на патот по кој бев тргнат беше често трнлив, кривудав и така натаму, на патот на науката не го сретнев мојот другар од најрано детство, мојот роднина, мојот вреден пријател и инженер Радко Стефановски. Тој пак во својство на директор на информатичкиот центар на Македонски железници, може би единствен од сите што требаше, ја разбра, ја препозна мојата намера и цел и најде сили и можности, без било какви надокнади од моја страна или од мојот медицински центар, да ги пружи на целосно моје располагање неговите вработини и технологии за изработка на инаку многу скапиот програм софтвер. Се случи тоа пред повеќе од 45 години. Никогаш не можев и никогаш нема да можам да му се заблагодарам. Напротив, еве денеска за него подготвив уште една задача, ќе го замолам да ми се обрати накратко
Радко ве молам, повелете. Ви благодарам многу. Со ова почнуваме со работниот дел. Добро вечер. Доктор Климе, благодарам на искажаните зборови. Ја не би должел многу во границите на моите можности како директор на Компјутерскиот центар на Македонски железници се потрудив да помогнам, бидејќи ја потекнав од овој крај, а велат возрастните крвта вода не бидува. Многу се гордеам со мојот тим, дадовме допринос за развивање на ова грандиозно дело кое се надевам дека ќе остане во аналите на струшката поезија, во рафтовите кои што ги красат овие убави дела на поетите од Македонија. Благодарам уште еднаш.